Што се однесува до условите во Кочанската болница, можам со жалење да констатирам дека во Македонија во моментот во болниците има и полоши услови. И за жал ние во овие 11 месеци не успеавме да го реновираме. Првиот момент застанавме позади тие луѓе и како влада направивме се што можеме да направиме. Прво безбедно да можат да бидат згрижени надвор од државата, а потоа безбедно да бидат вратени назад во државата. Безбедно ги изнеле од државата. А шо под оган, под артилериски палби бевте, ракетни удари имавте, шо имавте? Дали го разбирате суштината на безобразлукот на овој одговор? Ве идеме ко Кочани, не ви е толку страшно, да видите какви болници има у Македонија. Не, па во изминативе децени твојата партија беше на власт или не беше? Има и полоши од Кочани, ние со Каја Калас бревме за проект Кочани 2030. Па жив човек нема да остане у Кочани од 2030. Треба да им биде јасно на луѓето у Кочани дека Мицика и оваа влада немаат абер вас да ви помогнат, правдата да ја донесет, не, ништо. Тоа што ги испратиле во странство зашто немале капацитет да ги решат нивните проблеми, он тоа го смета за свемирски потез и посебно им учиниле што ги однале во странство. А што ќе правите? Колку кревети имате да ги решите овие луѓе? Направи нешто што задолжително треба да го направиш. Како што имаме патронажни сестри за бебиња, новие луѓе треба да им пратиш мобилни екипи дома да им вршат преврски, бре. А не да кажеш приказни.